Ќе направиме сега еден шифт во муабетов, затоа што кога станува збор за женски прашања, има еден куп за кој што можеме да збориме. Ама има едно кое што е сега актуелно и особено последниве години, а тоа е насилството врз жените, говорот на омраза врз жените и слично. И сега сакам да прочитам нешто што е последно, па ќе збориме. Вика, се случила собраниска расправа за измените во кривичниот законник за справување со насилството врз жените. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во собранието денеска на 15 декември организираше јавна расправа по предлог законот за изменување и дополнување на кривичниот законник, која што има за цел, меѓу другото, исправување со насилството врз жените. На расправата се обрати и министерот за правда Бојан Маричик, кој што ја истакна важноста од усогласувањето на домашната правна рамка со Истанбулската конвенција и вистинската примена на овој значаен меѓународен документ за борбата со насилството врз жените. Има уште работи овдека, меѓутоа, ајде да видиме прво што е Истанбулската конвенција, за оние кои што не знаат. И јас знам малце. Ја не дека знам колку, затоа што не сум правник, но знам колку што ми е потребно да знам. Истанбулската конвенција е меѓународен документ кој што е наменет за спречување и превенција од родово базирано насилство и семејно насилство. Порано многу беа мислам, особено кај нас до пред една година, многу повеќе се користеше таа рамка на семејно насилство, што де факто исклучува многу други форми на насилство, кои што исто така се поврзани со родот. Така што родово базирано насилство е една многу поголема рамка која што вклучува се надвор од брачните односи, а тоа е многу. Така што ние конечно го донесовме пред една година, ние како земја, новиот закон против родово базирано насилство и семејно насилство. Тоа се случи непосредно после протестите, маршовите и слично поврзани со јавна соба и генерално непостапувањето по родово засновано насилство. Законот е одличен затоа што вклучува некои нови форми на родово базирано насилство кои што не беа застапени во претходниот закон, како на пример сексуално вознемирување преку интернет, демнење. Исто така тоа што е многу важно е што и дефиницијата за што е силување беше целосно променета. И всушност целиот овој закон е правен по мерка на Истанбулската конвенција. Истанбулската конвенција всушност на државите кои што се потписнички на некој начин им налага нивната легислатива да ја усогласат со тоа што го налага конвенцијата. Бидејќи не знам до пред овој закон беше многу тесна рамката за што всушност представува силување, заради тоа многу жртви има огромни проблеми на суд да докажа дека биле силувани, бидејќи немале физички повреди, не може да се докаже дека давале отпора. Добро е познато дека при силување многу често се случува феноменот на фриз, не даваш никаков отпор, така што тоа беше многу важно да се прошири таа дефиниција, така што законот на некој начин ги вклучува тие по родово сензитивни начела, меѓутоа законот како закон не може ништо да направи се додека тоа не е вклучено во кривичниот законник, според кој се гонат сторители на кривични дела. Ова многу се одлагаше, како цела година се притискаше да се направат овие промени во кривичниот законник. Се надевам дека набрзо ќе поминат, бидејќи всушност и во овој измеѓу период кога веќе имаме одличен закон против родово базирано насилство, а не е влезен, тие промени не се влезени во кривичен законник, ти повторно не можеш да како да се изразам, да ставиш некој во затвор, на пример за сексуално вознемирување преку интернет, пошто повторно ќе имаш такви системски проблеми. Така што ова е многу важно, ама кика јас сум од тие луѓе што многу поише се фокусирани на културата на насилство, на меѓучовечките односи, на самото тоа што се случува во институциите, во домовите, на работните места, бидејќи ова е менување на нештата од горе надоле, што е многу тешко.
затоа што едноставно културата е насилна, културата е женомразачка, тоа го гледавме преку јавна особа, кој што не е ни најголем, ни најстрашен инцидент, мислам, постојано се случуваат, гледаме на вести, има статистики, постојано се случува родово заснувано насилство, особено во семејни интимни релации. Имаме висок број на фемициди, мислам дека 4 на број лани. Така што менување на закони, на кривичен законник е само една трошка во целата работа што треба да се направи, тоа што на крајот на денот повторно полицијата не постапува како што треба, повторно се сомневаат во исказите на жртвите, на суд исто така се случуваат некои ненормални ситуации каде што една жртва со присуство на насилникот треба да сведочи и слично. Едноставно системот не е наклонен кон овие промени и тоа е фактот. Јас имав едно искуство неодамна што не беше поврзано со родово базирано насилство, меѓутоа сакав да отидам да пријавам нешто во полиција, да пријавам личност и тоа што ми го рекоа е дека морам да дадам целосни мои информации и кога ќе го повикаат тој човек ќе му кажат Христина Младеновска со таа и таа адреса, тој матичен број, не знам, сите мои информации ќе му ги кажат и ќе му речат се пожали од тебе. И викам, добро, и како јас ќе бидам сигурна дека нема да имам поголеми проблеми после тоа, откако тој човек ќе ги дознае моите информации. И полицајецот ми рече, а што ти очекуваш да ти дојдеме на врата да ти стражариме, да те чуваме? Не можеме да ти гарантираме дека ништо нема да ти направи после тоа. Тоа што најтрагично е што онака уопште не ме изненадува ова што ми го раскажуваш. И ја бев како јас утре, тоа не беше некоја голема работа тогаш, меѓутоа да се случи нешто, па ја разбирам зашто не пријавуваат. Како јас да имам доверба да пријавам дека стварно ќе се случи нешто? Од друга страна, познавам жена која што беше во таква ситуација во семејно насилство и вика, не викам полиција затоа што ќе направи само полоша. Да, многу луѓе се на тој став и едноставно не е можно да видиш со кој друг став би биле. Затоа што премал е процентот на луѓе што се гонат за ваков тип на злосторства. И постои тоа еден друг момент кај што жртвите едноставно се плашат да бидат осудени од својата околина. Едноставно ние стварно живееме во средина во која што жената е крива затоа што мажот ја тепа и тоа е факт, или затоа што е силувана, или затоа што се сликала на некаков начин. Имаше еден пост на Медуза, коментари на постови, тоа за мене беше тоа, не знам, запрепастувачки е како ти на пост дека некоја жена била силувана, пишуваш коментари од типот и мрда опавчето, сама си го барала. Да, exactly. Така да, непријавувањето е многу природен феномен во овој поглед и заради тоа јас се чувствувам, не знам како да објаснам, као тешко ми е да охрабрувам жртви да пријавуваат, иако постојано го правам тоа, зашто на Медуза сум во контакт со особено помлади девојки кои што претрпеле некој вид на насилство или вознемирување. Јас нормално ќе ги упатам кон дали нека правна служба од Хелсиншки комитет или друга организација или психолошка, ако тоа им е потребно, нормално секогаш ќе им кажам да пријават. Ама онака дел од мене знае дека многу од нив, повеќето од нив нема да пријават, а и тие што ќе пријават едноставно може да имаат навистина лошо искуство.